ова беше критична точка на колекторскиот систем. Значи од пред Ваташкото игралиште се до 12 другари улицата во Ваташа. Беше со мал профил и за чести запушување. Меѓутоа и дел од овие семејни куќи тука не беа приклучени на канализационата мрежа. По изработката на кејот и уредувањето на ова населба се до Ваташа, овој проект е комплетна реконструкција и доградба на колекторскиот систем. Тоа значи дека сега од Ваташа па се до Сопот комплетно имаме функционален, капацитативен колекторски систем кој што за наредните 30 години нема да има никаков проблем во делот на оние немили настани пред тоа што ги имаме изливање на колекторскиот систем, па враќање на некои куќи во подрумите и така натаки. Морам да потенцирам да кажам дека нема да застанеме тука во делот на екологијата и колекторскиот систем. Општина Кавадарци има комплетно изготвен проект од Моклишкото село, така наречено старо, се до Ваташа за изградба на нов колекторски систем и целокупната викенд населба од Моклиште, 12 деца и се што е попратно, до Ваташа ќе биде офатена со канализационен систем, водоводна мрежа и колекторски систем. Со тоа, нашата река Луда Мара и убавините кои ќе ги имаме покрај пешачката патека до Моклиште, 12 другари споменикот и рекреативните зони, ќе бидат од еколошка гледна точка од наши загадувања комплетно изолирани, што е еден голем благодет и за градот, и за Ваташа, меѓутоа и за рекреативните зони во делот на село. Така да живиот свет во водата би се вратил на некој начин и би имале чиста вода без загадување од фекалии или било какви други човекови влијанија на самата природа. Председателе, убаво е кога се гледат вакви активности на терен, граѓаните го поздравуваат, тоа го поздравуваат и оние кои што не се во Кавадарци, не се кавадарчани. Како председател на Советот, како гледате на ваквите одлуки кои што се од интерес за сите? Советот на општина Кавадарци и градоначалникот, господинот Митко Јанчев, општествено се одговорни. Во тој правец вложуваат и во одржување на животната средина и екологија, нешто без кое не се може и во иднина треба уште повеќе да се вложува. Тоа значи дека коритото на реката Луда Мара во идно време нема да има отпадни води, отпадни фекалии, нешто што е за поздравување, како што каже градоначалникот, од Моклиште до село Сопот ние виште имаме функционална, че имаме колекторска мрежа, нешто што е за поздравување. Во овој пат сакам да го поздравам и комуналната изградба за 2023 година, а тоа е продолжување на минорното и мајарното корито на патеката од мостот на Видео Смилевски бато до новата болница. Тоа е продолжување на самиот кеј. Значи некој благодет кој ќе биде од огромно значење за жителите на општина Кавадарци, буквално од новата болница до мостот на Ваташа, па потоа и на патеката, едно прекрасно рекреативно катче, нешто од кој кавадарчани имаат многу голем бенефит, пред се за нивното рекреативно, а второ и за нивното здравје.